Минатиот четврток во собранието се случи несекојдневен настан за домашните политички околности. Пратеник од мнозинството предложи барање за автентично толкување, кое не му помина. Прво, матичната комисија донесе заклучок со препорака дека барањето не е оправдано. Судбината ја запечати пленумот со гласање во поддршка на комисискиот заклучок. Предложениот заклучок го ставам на гласање, ве повикувам да гласаме. Вкупно гласа 63 пратеника, од кои 62 гласа за, 1 против и нема воздржани. Во отфрленото барање Петрушевски бараше автентично толкување на членот 9 од Законот за Агенцијата за разузнавање. Бидејќи вообичаено автентичното толкување се бара кога во праксата ќе се создаде некаков проблем, го прашавме пратеникот на ВМРО од ДПМН. Што го мотивирало да го поднесе барањето? Во праксата се појавија различни толкувања кои создаваат несигурност и можност за нееднаква примена, особено следејќи ги случувањата во јавноста поврзани со именувањето на заменик директор на Агенцијата за разузнавање. Затоа, како пратеник и член на надзорните собраниски комисии, со цел да се обезбеди унифицирано толкување кое ќе биде во согласност со духот на законот и ќе елиминира секоја дилема или контроверзност околу ова прашање, го поднесов автентичното толкување на членот 9 од Законот за Агенцијата за разузнавање. На прашањето пак, кои последици ги очекува сега откако собранието го отфрли неговото барање? Наместо одговор, тој го посочи извештајот на Законодавно-правната комисија. Но за да дојдеме до извештајот, потребен е контекст. За општата јавност, членот 9 од Законот за Агенцијата за разузнавање не значи ништо, но за дел од државниот врв и разузнавачката заедница е важен. Еве и зошто. На 28 јуни председателката на државата Гордана Силјановска-Давкова ја назначи Ивана Стојановска за заменик директорка на Агенцијата за разузнавање. Според членот 9 од Законот за Агенција за разузнавање, еден од условите за избор е лицето да има најмалку 10 години работно искуство од областа на безбедноста, одбраната или надворешната политика, од кои 5 години на раководно место во агенцијата. Според информации за избраната Ивана Стојановска, која ни ги испрати граѓанин по електронска пошта, тогаш свежо именуваната заменик директорка имала работно искуство во агенцијата од 7 години и 8 месеци. Пред тоа, работела како асистентка по информатички науки на ФОН Универзитетот и на Американ Коледж во Скопје. Според изворот на информациите, тоа значи дека таа го немала потребното 10-годишно работно искуство во областа на безбедноста, одбраната или надворешната политика во моментот кога била избрана. Но од председателскиот кабинет и го бројат и асистентскиот стаж. Тврдат дека била ангажирана како асистент по наставен предмет на Факултетот за детективи и безбедност на Американскиот универзитет на Европа, ФОН, што го сметаат за искуство од областа на безбедноста. Ивана Стојановска го исполнува законски пропишаниот услов дека има најмалку 10 години работно искуство од областа на безбедноста, одбраната или надворешната политика, од кои 5 години на раководно место во агенцијата, а има севкупно 18 годишно искуство од областа. Се чини дека на таа линија сега застанува и собранието, и тоа со одбивање на барањето за автентично толкување поднесено од пратеникот Бране Петрушевски од ВМРО ДПМН. Ова е дел од извештајот на Законодавно-правната комисија. Појаснувањето околу прашањето содржано во барањето за давање автентично толкување е дефинирано во член 175 став 6 од Законот за високото образование, каде што е утврдено дека асистент се избира за време од 3 години, со право на уште еден избор во истото звање на иста високообразовна установа. Доколку лицето е редовно вработено како асистент, истото ги исполнува условите за работно искуство. По таа логика, дали и асистентите по предмети како македонски јазик, англиски јазик, физичко образование на факултетите за безбедност треба да се сметаат за кадар кој што има искуство во одбраната, безбедноста и надворешната политика. Иронијата на страна, со дилемата за работното искуство на Стојановска веќе одамна се зафати антикорупцијската комисија. И не само што се нафати со случајот, туку и веќе 2 месеци е предносење одлука, но не може да ја донесе. Дел од документите за Стојановска се класифицирани,
а безбедносен сертификат имаат само дел од членовите на ДКСК. За другите, барањата се поднесени, но нема финален исход. Истите ги доставивме до дирекцијата на 18 октомври, значи речиси пред 2 месеци. Се надеваме, а и постојано контактираме, односно замолуваме истите да бидат донесени во најкус можен рок, бидејќи издавањето на сертификатите секако е надлежност на друга институција. Се надеваме дека институциите ефикасно ќе одговорат на своите надлежности. А токму додека антикорупционерите чекаат безбедносни сертификати за да одлучат за вториот човек на Агенцијата за разузнавање, се случија барањето за автентично толкување и извештајот на Законодавно-правната комисија во Собранието, токму за членот 9. Тајмингот на спроведување на оваа активност, иако морам да нагласам дека барањето за толкување на член 9 од Законот за Агенција за разузнавање не е по наше барање, секако остава можност за различно толкување во јавноста. Меѓутоа, уште еднаш ќе истакнам дека комисијата транспарентно, врз основа на докази и факти, ќе донесе одлуката на јавна седница. Пред антикорупционерите е уште едно именување од председателката Гордана Силјановска-Давкова. На 15 август годинава, таа го потпиша указот за унапредување на Сашко Лавчиски во чин генерал-мајор. Ден подоцна и за негово поставување за началник на генералштабот на армијата. И двата указа почнуваа да важат од 18 август. Реакциите дека тој не ги исполнува условите за да добие чин генерал-мајор, а со тоа да стане началник, стигнаа веднаш. Сашко Лавчиски станал бригаден генерал на 18 август 2022 година со указ на председателот Стево Пендаровски. Законот за служба во армијата, во членот 61 став 1, предвидува дека офицер може да се унапреди во непосредно повисок чин по одреден број години служба во чинот кој го има. За унапредување во генерал-мајор, Лавчиски требало да биде 3 години бригаден генерал. Односно, тоа можело да се случи најрано на 18 август 2025 година. Но има исклучок. Може да се унапреди една година порано, како што и се случи со Лавчиски, ако меѓу другото е предлог на 2 кадровски совета на ниво бригада или повисоко. 360 степени побара фотокопии од записниците од заседанијата на тие кадровски совети, и од Министерството за одбрана, и од шефот на државата. Во процедура, според Законот за пристап до информација од јавен карактер, а поради тоа што јавно не е достапна информација, дали и кога Лавчиски бил предлог на 2 кадровски совета. Откај председателката Силјановска-Давкова првично одговорија само дека во наведениот случај е постапено согласно Законот за одбрана и согласно Законот за служба во армијата. И од Министерството за одбрана ни го уважија барањето, но и оттаму наместо документи добивме став. Во наведениот случај е постапено согласно Законот за одбрана и Законот за служба во армијата. Се жалевме пред Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информација од јавен карактер. По жалбата, од кабинетот на председателот се изјаснија дека не се иматели на бараната информација. А кога од Агенцијата се обратиле за одговор на жалба, од Министерството за одбрана им вратиле дека составот на кадровскиот совет и записниците се од класифициран карактер. Поради повеќе причини, Агенцијата заклучи дека имателот на информацијата не постапил соодветно и го врати предметот на повторно одлучување. Нов одговор никогаш не добивме. Сите документи за случајот ги собра антикорупцијска, бидејќи и тие отворија предмет. Од онаа документација во која имам увид јас, можам да констатирам дека досега нема документи кои имаат степен на класификација, што значи дека нема да бидеме попречени во носење на одлука и без поседување на безбедносните сертификати. Одлуката ќе се знае набрзо, можеби веќе утре. Но, нема надеж дека набрзо ќе се донесе одлука за законитоста на именувањето на Бојан Христовски за директор на Агенцијата за национална безбедност, скратено АНБ. Имам сертификат за еден од проблематичните елементи во неговото именување беше TOEFL сертификатот за познавање на англиски јазик од училиште со име Јулија Ко од Пловдив, Бугарија. Може ли да ве прашам за TOEFL сертификат? Зошто во Пловдив сте полагале, а не во Скопје, да речем? После ова интервју, доколку сакате, сметате и имате потребата, ќе ви дадам документ кој што е издаден во 2019 година од како регулатива од претходната власт за тоа
за административно тестирање на вработени во државната администрација, кој што точно покажува кој вид на тест од трите светски јазици кои што се говорат и се потребни во државава, кој вид на тест и во која држава и во кој град може да се полага. Тој тест е положен во 2022 година, а не е сега, и беше најбрз начин како да дојдам до таа диплома, бидејќи таму имаше отворен термин. Не побаравме да го видиме документот од 2019 година, но го најдовме подоцна. И во него прочитавме дека тест за TOEFL може да се полага во Пловдив, но не во училиштето Јулија Ко, кое му издало сертификат на Христовски. Отидовме во Пловдив. Јулија ли беше? Јулија медијација имаше ли нешто? Тоа му излезе јавно да Јулија, тоа колечката ни веќе е во Грција. Откривме дека газди на Јулија Ко се грк и бугарка. Тропнавме на сите адреси поврзани со нивните фирми. Ниту најдовме школо, ниту ги најдовме нив. Секаде ни кажаа дека се преселиле во Грција. Изјавите се разликуваа по тоа пред колку години заминале. Откривме и дека фирмата Јулија Ко нема никакви приходи и расходи уште од 2019 година. Откривме и дека во земјава веќе има пресуди за лажни TOEFL сертификати од Јулија Ко. Откривме и други работи, но ниту Бојан Христовски се повлече, ниту владата го разреши. Премиерот кажа да се почека на одлука на надлежна институција. Во тој момент сугерирајќи на антикорупцијската комисија. Државната комисија за спречување на корупција не е истражен орган, ниту орган на прогон. Немаме правни механизми со кои ќе утврдиме дали сертификатот е веродостојна или фалсификувана исправа. Истражен орган е јавното обвинителство, кое отвори предмет и може да бара меѓународна правна помош за да утврди дали сертификатот е валиден или не. Таа постапка е во тек и се очекуваат одговори. Но ДКСК проверува уште една диплома на Бојан Христовски, неговата трета универзитетска. Имено Христовски е дипломиран тренер по кикбокс на Универзитетот Свети Кирил и Методи, потоа магистрирал на Факултетот за безбедност Свети Климент Охридски на тема дерадикализација на странски борци. Пријавил дека во 2023 се стекнал со уште една диплома на Економскиот факултет при приватниот Универзитет за туризам и менеджмент. Без последната диплома, Христовски не би имал соодветно образование за директор на АНБ. Како државна комисија, во постапување на овој предмет, побаравме постапување од друг надлежен орган, од инспекцијски надзор, од Државниот просветен инспекторат и секако време траењето на оваа постапка ќе зависи од времето што е потребно на овој надлежен орган да ја спроведе истата постапка. Сумирано, од трите предмети кои ДКСК ги отвори за именување на високи функционери во областа на безбедноста, а кој добија епитет на спорни, наскоро одлука може да се очекува само за еден. За Сашко Лавчиски. За Бојан Христовски и Ивана Стојановска, одлуката ќе зависи од постапувањето на други државни институции. Директорите на тие институции ги именува истата политичка гарнитура, чии именувања ги чешлат антикорупционерите.